Државата повеќе нема да дава субвенции на работниците во технолошко-развојните зони, туку преку посебна програма за развој на вештини ќе се поттикнува продуктивноста, со што би се направил притисок врз компаниите да ги зголемат платите, рече првиот човек на ТИРС Јован Деспотовски. Нема го правиме тоа со субвенции, не верувам дека субвенциите ќе донесат ефект. Дури мислам дека државата и доволно средства дава во рамки на договорите за државна помош за поттикнување на креирање на нови работни места. Споменав, програмата ќе биде базирана на финансирање на специфични активности за развој на вештини, односно за поттикнување на продуктивноста на луѓето. И ќе биде насочена кон луѓето, а не кон компаниите. Тоа значи дека преку поттикнување на продуктивноста ќе направиме еден позитивен притисок врз компаниите да ги зголемуваат платите. Дури 14.100 луѓе во технолошко-развојните зони работат со плата под државниот просек. Деспотовски е незадоволен од висината на платите што им се исплаќаат на работниците и рече дека бил лично многу разочаран зашто досега не успеале да ја подигнат продуктивноста на повисоко ниво. Значи не сме задоволни од нивото на платите кои што луѓето ги добиваат во рамки. Сметаме дека тоа ниво треба да биде повисоко и тоа не е никаков притисок ниту наложување. Странските инвеститори во зоните имаат обврска да вработат уште 7300 луѓе. Од зоните се реализираат 45% од вкупниот извоз во државата. За 2020 година компаниите од ТИРС оствариле извоз од 2,6 милијарди евра, што е пад од 8% во однос на претходната година. Увозот изнесува 2,2 милијарди евра и има пад од 14%, со што извозот од зоните е за 17% поголем од увозот и тоа е поголема покриеност на увозот со извоз во однос на годината пред тоа. Колку за подсетување, ниту една странска компанија не дојде да инвестира во земјава лани, и тоа како последица од пандемијата со COVID-19. Компаниите што си одат се оние со кои договорот е раскинат, зашто не почнале навреме со градежните активности.